ние сега ќе ве однесеме на најдоброто место за пиење кафе. Ова не е најдобро место според нас, туку според еден глобален светски пребарувач, ресторант гуру се вика. И сега, ако мислите дека негде далеко ќе ве однесеме, не, тоа најдобро место се наоѓа токму тука во Скопје, светско наше. И Ивана е токму таму и завидувам и посакувам добро утро и да те прашам, Ивана, дали колку уживаш сега таму? Навистина искра, многу нетипична, необична и преубава атмосфера во кафетеријата The Dude, каде што има голем број на луѓе кои што токму овде го започнуваат денот и го пијат првито утринско кафе, и тоа пред да одат на работа. Замисли, ние немаме таква можност неди пред да започнеме со работа, затоа што ниту една кафетерија не е отворена пред 6 часот, меѓутоа The Dude отвара во 7 часот и навистина овде буквално има голема фреквенција на луѓе ова утро, кои што секако има луѓе кои што си го читаат и прелистуваат дури првиот весник овде и си уживаат во едно најубаво специјално кафе подготвено од Мирче Чашуле, кој што е основачот на ова кафуле. Јас нема да должам многу, ќе дадам збор секако. Мирче, ќе ти посакам добро убаво утро. Знам дека сте во многу голема гужва, видовме каква е атмосферата овде, но ајде да почнеме од почетокот. Пред 3,5 веќе години, како, односно 4 ќе навршите сега во јуни, како настана The Dude во време на корона, вие се одлучувате да отворите кафетерија, и тоа необична, но и светска кафетерија. Фала ви на комплиментите. Значи, пред се, така, Dude се отвори октомври 2020 година и желбата за добро кафе прерасна во овој објект. Желбата за добро спешалти кофи, која што како основа ја поставија колегите од Drip Coffee, Владимир Ангеловски и Александар Патлиџанковски, кои што се уште се активни во оваа сфера на кафе. И Dude дојде како потреба, малце таа приказна за спешалти кофи да се прошири и практично да се има еден локал каде што луѓето ќе може да седнат и да ги искусат овие кафења. Инаку, веќе во последниве неколку години спешалти културата во Скопје доста се крева, и само да ви кажам дека изминативе 2 години бевме околу 3 локала за спешалти кофи, веќе сме околу 5-6 локала во Скопје, и исто така слушаме позитивни информации и во другите градови во Македонија. Сега во Битола се отвара, во Охрид се отвара, така да оваа сфера на кафето доживува некаква, како да кажам, го постигнува својот зенит. Инаку, да, беа турбулентни времења 2020 година. Јас претходно работев во друга тотално сфера. Имаше, нели, времењата не беа баш наједноставни во короната, и искрено секогаш сакав да работам во угостителство, и особено љубовта кон кафето дојде како да ви кажем, на спојка. Самиот простор, нели, го напоменав. Исто така да поздравам, сакам и Лидија Варганарова, собственичката на дуќанот, која што има дадено многу голем дел од нејзината душа во објектот, и практично нејзината душа е исто така и основа за тука да има такво движење и таква енергија како што их има, и луѓето претпоставам дека и покрај кафето го сакаат локалот поради атмосферата што има во него. Почнавме 2020 година, беа малце чудни времења. Искрено ти кажам, доста не обесхрабрува, но доста имавме и поддршка од самите пријатели. И искрено да ви кажам, сега ние доаѓаме во време кога прв пат работиме во нормални услови. Така да морам да признам дека е интересно, забавно е, се запознаваме со нови луѓе, запознаваме прецен или нови кафења. Нашата кафетерија конкретно не се врзува со еден бренд на кафе. Ние поседуваме наша опрема за правење кафе и практично пиеме тоа што ни се допаѓа. Во моментов служиме кафења од 3 различни како произведувачи на спешалти кофи или роустери, печачи на кафе понашки. Најпрво служиме кафе од локалниот бренд Типика, значи тоа се едни ентузијасти од Скопје. Дејан и екипата, сакам да ги поздравам, кои што навистина рамо до рамо се борат со светските произведувачи на кафе. Имаме кафе од еден холандски роустер од Утрехт, кој што се вика Кин, и исто така во последно време почнавме да го увезуваме кафето на Манхетен Роустерс, кој што важи за еден од како да ви кажам, поетаблираните произведувачи на кафе во оваа сфера во светски рамки.
На Мирче, овде навистина може да се најдат кафења кои што не може да се најдат на ниту едно друго место. Каква е навиката на скопјаниве? Какво кафе сакаат да пијат? Повеќе се за црно кафе или пак сакаат и капучино и кафења со млеко? Кај нас, нашите гости може да вкусат секој ден, видиме 3 различни типови на кафе. Имаме кафе, зрно кафе од Бразил, имаме кафе најчесто и од Етиопија, а третото кафе најчесто менуваме некој различен регион, одиме на нешто поекзотично. Значи, разликата во кафињата нормално е нели во вкусот на кафињата. Знаете, во Македонија горе-доле се уште се предпочита некој италијански стил на кафе, но затоа тука сме ние, нели, со останатите колеги, да дадеме шанса луѓето да можат да пробаат и нешто друго. Кај нас се служи 100% на арабика, стрикно 100% на арабика, што значи дека вкусовите на кафето се малце поекзотични од тоа што се нуди во секојдневната понуда, или може да се каже дека кафињата се малце поовошни, со специфични ноти кои што не може да ги осетите на другите места. Тоа е поради начинот на печење, поради начинот на приготвување и секако нели поради грамажата која што се служи кафето и начинот на кој што се приготвува. Бразилското кафе е нешто кое што го нудиме како основа во нели спешалти кофе културата. Тоа е нешто налик на кафињата кои што се служат и во другите кафетерии и обично го претпочитаме како кафенце со млеко, додека останатите две ги нудиме како втор, Етиопијата нудиме како втор чекор, и доколку нели не ви се допаднат тие овошни ноти, секогаш ќе имате варијанта да се вратите на бразилското кафе. Изминативе 3 години морам да признам дека скопјани многу брзо учат и сваќаат практично за што се работи, нели, со целата кафе, спешалти кафе култура. И многу сум среќен што најголем дел од муштериите кои што доаѓаат во локалот се тука од првиот ден и нормално секој ден и приказната се шири, доаѓаат различни луѓе и најсреќен сум кога во локалот има луѓе кои што не ги познам, што значи дека пораката која што сме сакале да испратиме и ние и сите нели колеги во оваа сфера во Скопје е успешна, затоа што знаете, ние сме 5-6 локала во Скопје и ние практично едуцираме една маса од луѓе кои што одат во, не знам, од 10-20 илјади локали. Така да приказната за спешалти кофи, навиката на граѓаните, нели на гостите, на љубителите на кафе, полека прераснува во една убава рутина, еве како можете да видите сами дојдовте вие порано, веќе локалот во 7:30 наутро веќе е полн со гости. И што не е типично нели за останатите кафулиња. Па добро, сега знаете, секој кафулес има своја посебност, ме разбира, не може да кажеме дека на други места одат или не одат, ние сме се потрудиле тој сегмент од работењето да дадеме акцент на тоа утринско работење, затоа што енергијата од сабрајле кај луѓето е, како да кажам, како ќе почне денот, така ќе тера денот. Ами луѓето сакаат да им почне денот с убаво кафе и така ќе им врви нели денот, затоа и доаѓаат да го испијат првото утринско кафе овде. И која е тајната еве на добра шолја кафе? Па сега тајна. Најпрво потребна е љубов во тоа што го работиш и нормално енергијата на самиот бариста кој што е позади барот ја пренесува нели и во самото кафе. Значи ние се трудиме секогаш кафето да биде свежо печено, да биде некам во оптимум месец дена од самото печење на кафето. Нормално од конвенционалните кафења во спешалти кофе културата се оди со различна грамажа на кафе, кај нас граѓаните може да вкусат еспресо со од 10 до 12 грама за сингл доза, додека дублите дози се движат од 18 до 20 грама. Значи конвенционалниот еспресо, нормалното нели италијанското еспресо е околу 7 грама, кај нас значи дозите се поголеми и практично можете да ги вкусите повеќе аромите, вкусовите кои што ги нуди и самите специфики што ги нуди секој регион, секој подрачје на кафе. Еве, ви спомнав пред малце дека нудиме кафиња од Средна Америка, Јужна Америка, Африка. Кафињата од Африка се претежно кафиња кои што содржат повеќе флорални ноти, повеќе цветни ноти и исто така доста овошни ноти и како да ви кажам, полека луѓето се навикнуваат на тие киселкасти вкусови. Кафињата од Средна Америка, Јужна Америка може да бидат
по-конвенционални, нешто по-нормално, но повторно ќе ви кажам, во зависност од печењето на кафето, такви се и вкусовите кои што ги дава самото кафе. Мирче, имаме многу муабет на оваа тема. Мене веќе ме освоивте со локалот и со кафето, затоа што веќе го вкусив и е предобро. Подобро кафе можам да кажам со право дека не сум пиела до сега. Ке ви се заблагодарам за двојното време. Извинете вака што ви направивме малку и ние метаж во најфреквентниот период, но доаѓаме повторно да видиме како се подготвува кафето. Така, ви благодарам многу. Поздрав до сите љубители на добро кафе, да, и гледачи на Алфа телевизија, и ви благодарам за гостувањето и се надевам дека во некоја наредна прилика ќе се видиме на некој, не знам, кофи фест, кофи саем кој што би се организирал во Скопје заедно со останатите колеги, каде што навистина ќе можеме и на пошироката, нели, маса да и покажеме дека кафето не мора да биде горчливо. Така, искрено верувам дека досега го имавте испиено веќе првото утринско кафенце, но јас ќе ве поканам по завршувањето на емисијата да ни се приклучите и да дојдете во Дадјут. Навистина вреди да се вкуси и верувам и дека и на вам веќе ќе ви стане омиленото место каде што ќе го пиете кафето. Навистина, она што треба да се каже, само дека треба да дојдете и да го пробате ова кафе, затоа што нема веќе зборови со кои што може да се опише какво специјално кафе се нуди овде. Ти благодарам, Ивана, но јас имам еден друг предлог. Гледачите секако нека појдат после утринската, но со оглед на тоа што сакам првото утринско кафе да го испием таму, ќе го замолиш Мирче, еве фаќаме врски, да ни го отвори, например, во 5 часот наутро, за да можеме ние утринците се напиеме таму.